Добро утро, Анита, благодарам за најавата. Да, токму така како што кажа, започна пролетното миење и чистење на улиците во главниот град, а паралелно се врши и чистење на диви депонии. За активностите на јавното предпријатие Комунална хигиена од Скопје разговараме утрово со директорот Драги Митковски. Директоре, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро и од мене, поздрав до гледачите на Македонска радио телевизија. Во воведот кажам дека започнавте со пролетното чистење и миење на улиците и булеварите во Скопје. Какви се ефектите и дали имаме веќе намалување на загаденост? Па да, согласно програмата за јавна чистота што ја носи Советот на град Скопје, меѓу другите активности предвидено и миење на улиците. Значи, започнувајќи од некаде 15 март па до крајот на октомври, се обавува ноќно и утринско миење на улиците и нормално дека има ефект од целокупната таа работа. Ние вака ако погледнеме уназад прилично долг период, помалку, можда и воопшто не се применуваше тој дел од програмата, меѓутоа ние почнуваме со спроведување на тој дел и мислам дека ефектот е очигледен, поготово што нели во овој дел кај што рековте намалување на загадувањето, кај што се намалува прашината, се намалуваат издувните гасови мислам влијае при издувните гасови од возилата. Знаете, Скопје е еден градежен регион кај што имаме голема фреквенција на движење на возила и самото тоа движење, како и од градежните објекти, така и од другите возила ствараат одредено загадување. Ние со овој дел од програмата се трудиме да тоа го намалиме што е можно повеќе. Таа насока и сакав да ве прашам како вршите, кои по приоритет ли ги селектирате, кои улици ќе бидат измиени во однос на фреквенцијата или како вршите селекција? Па не, видете, согласно законот за град Скопје регулирани се надлежностите на градот Скопје и на општините во градот Скопје. Нели во тој дел на надлежности спаѓаат и одржување на булеварите. Значи во надлежноста на градот Скопје влегуваат сите собирни и магистрални улици, а во надлежноста на општините влегуваат сервисните улици. Така да обврската наша, односно на градот Скопје и нејавното предпријатие Комунална хигиена е да ги третираме овие магистрални и собрени улици и ние се трудиме тоа да го покриеме во што поголем дел. Меѓутоа, знаете, мислам неколку пати е кажувано тоа и од страна на градоначалникот и од моја страна дека затекнавме една многу лоша состојба во предпријатието, како во делот на другиот дел на возен парк на возила, така и во овој дел, во ова категорија на возила, цистерните. Успеавме максимално да се потрудиме да опремиме повеќе возила за да можеме нели да покриеме поголем дел од тие јавни површини на градот Скопје. Да, директоре, исто така работите на расчистување на диви депонии. Па кажете ми колку тони на отпад и чистите на месечно ниво? Така, видете, за жал тие диви депонии, таа категорија на отпад прави голем проблем. Мислам, пред се и на нас као јавно предпријатие и на градот и на граѓаните. Меѓутоа, ние мора да се справуваме со тоа и максимално сме на терен и постојано креваме отпад од тие диви депонии. Во просек тоа е некаде околу, сега ќе ви кажам, околу 3000 метри кубни на месечно ниво или некаде како му доаѓа од 400 до 500 метри кубни неделно. И тоа не е мала површина. Имаме одредени локации кои се вака поизразити во тој дел. Тоа е една локација на Никола Карев кај Америчка амбасада. Имаме некоја локација во Кисела вода исто таква, кај што се креира поголема количина на отпад и се формира поголема депонија. Тука е исто
на Боца Иванова во Бутел покрај градските гробишта на оној паркинг што е. Има и други, меѓутоа овие се вака поголеми и поизразити. За жал, колку повеќе ги чистиме и ги креаме, повторно се формираат. Да, за жал. Директоре, чест проблем е и палењето на контејнери. Кажете ми, со што се случувате на терен и какви мерки се превземаат против ваквите појави? Видете, за жал и тоа е еден дел од проблемот со кој се соочуваме. Често имаме палење на садовите, односно на контейнерите. И наша обврска е тоа да го пријавиме во полиција. Веднаш реагираме по дојава на граѓанин или ние, нашите контроли, ако го приметат тоа до противпожарната бригада кои излегуваат на терен. Меѓутоа, немаме некој ефект до сега од аспект на тоа што сме пријавиле па да некој е соочен со некоја мерка ради тоа што го направил. Мали, минатата година имавме некаде за цела година околу 27-30 такви случаеви. Ова година заклучно со овој период, март месец, некаде 11 случаи имаме такви. За жал и тоа мора да го сервисираме и да го третираме. Во таа насока и моето последно прашање, што е клучно за трајно решавање на проблемот со отпадот? Дали е тоа засилена контрола, повисоки казни или пак подигнување на јавната свест на граѓаните? Од се по нешто. Меѓутоа, ја би почнал од ова последново, од третово. Значи, одговорноста, како да ви кажам, на граѓаните и таа контрола над нешто што е колективно и заедничко. Знаете, ние као граѓани, кога е во прашање личната одговорност, сме така прилично одговорни, не сме баш така неодговорни, нели? Сакаме да ни е дворот уреден, да внимаваме што има во него. Меѓутоа, кога станува прашање за колективната одговорност, тука е малку поинако. И тука малку, значи, се што е јавна површина, сметаме дека е одговорност нечија друга, на некого, на нас не, може да направиме што сакаме, мимо она што е дозволено. Така да мислам дека е еден апел и од ова место да навистина бидеме малку колективно поодговорни, за да си ја сочуваме средината, затоа што и јавните површини се исто наши како што и дворот наш. И ние се движиме, и нашите деца, и граѓаните во целост се движат, и многу е поубаво да е тоа средено. А од друга страна, нели, не би имало потреба од овие претходниве две прашања ако сме во овој дел ефикасни. Не би имало потреба од казна, од не знам нешто друго, било што да е. Благодарам за разговорот. Утро во Македонија на утро за сите активности што ги врши јавното предпријатие Комунална хигиена разговаравме со директорот Драги Митковски.